За авионите кои летаат околу конфликтните зони постојат очигледни опасности. Либанската компанија Middle East Airlines продолжи да лета од аеродромот во Бејрут во текот на тековниот конфликт на Хезболах и Израел. Но далеку над борбите на теренот постојат дополнителни опасности. Истражувачите велат дека регионот забележал голем пораст на електронското војување. Глобалниот систем за позиционирање на авионите или сателитските сигнали GPS или се блокирани или намерно погрешно наведувани, вели Рафаел Монштайн од Универзитетот за применети науки во Церих во Швајцарија. Измамување е кога хакерите испраќаат малциозни сигнали до сите приемници кои се во областа на покриеност. Тоа го мами примачот да верува дека е во поинаква позиција од она што всушност е. Има многу несакани ефекти во пилотската кабина, тие можат да варираат од лажни предупредувања, очигледно губење на свесноста за ситуацијата, бидејќи не сте сосема сигурни дека вашиот GPS систем покажува дека сте на друго место. Монштайн го следи попречувањето на GPS сигналот на цивилните авиони во реално време и ги објавува податоците на интернет. Вели, од почетокот на годинава има голем пораст на вакви упади во системот. Тие се главно околу конфликтните зони, еден од нив би бил Блискиот Исток. Едно би било Црното море и околу Русија. Зборуваме о просек околу 1000 авиони да бидат погодени од тоа. Тоа е многу голем обем. Експертите велат дека владите и вооружените групи се обидуваат да го попречат GPS-от за да се одбранат од проектили и беспилотни летала. Но тоа не се случува само во воените зони. Во април Finnair ги прекина летовите до Тарту во источна Естонија, откако прекина GPS прече слетување на два авиони. Авиокомпанијата пријави зголемување на пречки на GPS во близина на руската граница од 2022 година, годината кога Финска поднесе барање за приклучување кон НАТО по инвазијата на Москва на Украина. Во тоа време соседна Естонија соопшти дека тоа е намерна руска тактика. Сите разбираме дека овие хибридни напади се уште многу акутни. Мора да бидеме подготвени и за ова. Русија негира дека ги нарушува GPS сигналите. Значи колку е опасно за авионите и нивните патници? Има многу системи во авиацијата кои се вградени со причина. Еден од нив е, например, системот за предупредување за близина на земјата. Ако треба да го исклучите затоа што ви дава лажни предупредувања, тоа ги отстранува безбедносните маргини. Тоа не е добро. На долг рок може да има висок ризик нешто да се случи. Блокирањето и измамата на GPS сигналот влија и на навигацијата. Жителите на Москва неодамна се пожалија на неисправни апликации на паметните телефони, како што се апликациите за такси услуги или испорака на храна. Експертите го поврзуваат тоа со руските обиди да се одбранат од украински беспилотни летала. Кремљ не коментираше.